имаме карактеристики на импулсните бранови, каде што прво ќе ги разгледаме карактеристиките на импулсните бранови, а потоа ќе ги разгледаме и карактеристиките на корективните бранови. И сега, додека ја гледаме оваа слика, ни покажува дека повторно имаме структура 1, 2, 3, 4, 5, каде што сега го имаме формирање на овој бран 1, кој што е на макро ниво, и повторно имаме корекција од А, Б, С, и имаме формирање на бранот 2. Како што можеме да забележиме, овие структури повторно имаат 1, 2, 3, 4, 5 внатре во нив, 1, 2, 3, 4, 5 во третиот, и во петиот исто така имаме структура од 5 бранови. Корекциите одат: А оди со 5, Б оди со корекција од 3 брана и повторно со 3 бранови надолу да се формира тоа дно, кое што најчесто е во претходниот четврт бран. Ова е таа основна структура за која цело време зборуваме. А сега втората слика е истиот графикон, но тука гледаме дека брановите може да се поделат на помали степени, кои што ги има внатре во главните бранови, од поголеми степени, и да ви покажам сега на кратко. Ова е бранот 1, тука и тука. Ова е исто така на макро ниво, а ова е вториот бран, односно корекцијата, и ова се сите помали бранови, оние кои што се развиваат во овие корекции и импулсивните бранови. И бранот 1 се дели на уште 5 бранови. Погледнете на колку уште делови. Ево го бранот 1. Бранот 1 во 1 се дели на уште 5 бранови. Повторно имаме корекција и се така во круг, бидејќи тоа се единствените структури кои што ги имаме. И сега одиме понатаму. Што гледаме тука? Ова е константната низа од 5 бранови, кои се коригираат во трибранова структура. Имате акција која што е проследена со реакција, и имате импулсни бранови кои се движат во насока на главниот тренд и се делат на 5, а потоа имате корективни бранови кои идат во спротивна насока на трендот и се делат на 3 брана. Поред Елиот, бул маркет е кога имаме движење во 5 насоки нагоре, а бер маркет кога имаме движење во 3 бранови во спротивна насока. Како што кажуваме, постојат импулсни и корективни бранови. Прво што ќе ги разгледаме повторно, ќе ги разгледаме овие импулсни бранови. Има само два случаи каде зборуваме за структура од 5 бранови, редовни 5 бранови и диагонални триаголници. И тоа се единствените два случаи. Првите структури од 5 бранови се најлесни за диагностицирање. Ова се местата каде ги заработувате вашите пари. И ајде да погледаме некои едноставни структури на 5 бранови кои ги имаме. И овој графикон треба да ви биде познат. Имаме 3 импулсивни бранови со 2 корекции, бранот 2, бранот 4, и многу убава структура од 5 бранови во рамките на петиот бран тука. Ова се едноставните 5 бранови. Друг пример може да најдеме на друга слика. Сега тука можеме да погледнеме специфични случаи од различни брановни шеми што ќе ги дискутираме. Имаме една убава 5 брановна структура 1, 2, 3, 4, 5, кој што е исто така едноставен пат од 5 бранови кој се пројавува на овој график. И еве конечно еден пример од графиконот на злато. Има многу јасна структура од 5 бранови. Ова се само примери од едноставни структури на петиот бран. Обично еден од импулсивните бранови ќе биде продолжение, а продолжението е издолжен бран каде што поделбата е со речиси иста амплитуда и со исто време траење. Со други зборови, приближно иста големина и траат приближно исто време како и другите 3 бранови. Кој ви дава
вкупен број од 9 бранови со слична големина. Како што е илустрирано многу убаво тука, долниот лев агол, тоа е типично продолжение. 9 бранови, сите приближно со иста големина и траат приближно исто време. И сега да погледнеме пример во реално време. И она што го гледаме тука е структура од 5 бранови со продолжен бран 1. Со други зборови, во рамките на бран 1, кој се дели на 5 бранови со приближно иста големина и време траење, како другите главни бранови во низа, како што видиме во долниот агол, каде што продолжувањето не беше идентификувано. Ова е структура со 9 бранови. И ова секако може да се означи како бран од средно ниво, 1, 2, 3, 4 и 5, каде што се добива таа екстензија во петиот бран кој што се движел тука. И сега, доколку и така ги означиме, сега во секој од тие случаи нема правило прекршени. Бран 4 не се прекршува со 1, третиот бран не е најкраток. И сега, доколку го илустрираме тоа тука, на овој чарт, нормална една структура би ни била 1, 2, 3, 4, 5. Доколку сакаме да ја представиме екстензијата на овие бранови, и можеби да добиеме екстензија, би можеле да направиме вака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И што добивме тука? Ова можеме слободно да го значиме како тука 1, 2, ова да биде третиот, четвртиот и петиот бран. И доколку погледнеме сега, добивме структура како ова и ова, но тука имаме изброено само 5 бранови, а тука имаме изброено 9 бранови. Што значи дека може да се избројат и 9 бранови кои што ќе бидат еднакви помеѓу времето и големината на растот. И тука сме го продолжиле третиот бран тука, овој бран сме го продолжиле во ова. Но што ќе правиме доколку имаме продолжување на уште овој бран повторно? Ќе имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Погледнете ова структура сега. Сме имале издолжување на овој бран тука. Повторно на третиот бран и сме имале продолжување на овој бран нагоре. Исто така, сега би можеле да ги означиме и тоа би изгледало вака. Ова би било 1, 2, 3, 4 и 5. Тука. И доколку ја зумираме сега оваа слика, можеме да погледнеме дека иста порака ни носи и структура од 5 брана, и структура од 9, и структура од 13. Тоа значи дека имаме големи екстензии во овој бранови и каде што трендот продолжува повторно нагоре. Екстензиите што се случуваат во еден од импулсите бранови може да бидат навистина големо наговестување за последователниот развој на брановите. Што очекувате да ги видите? Ајде да видиме нешто на претходната слика. И има неколку упатства што се однесуваат на екстензиите. Откако ќе добиете продолжен бран 3, во овој случај би барале нормален бран 5. Сега со нормален мислам дека би бил или еднаков на бран 1 или поврзан со бран 1. Според Фибоначиот однос дополнително, ако брановите 1 и 3 се едноставни, со други зборови, ако ниту бранот 1, ниту бранот 3 е продолжен, треба да очекувате продолжен пети бран. Особено во случај кога волуменот во петиот бран е поголем.
од волуменот, што го видовте во третиот бран. Тоа може да биде многу голем показател. Тоа е нешто го гледате во овој пример, брановите. И сега, доколку добро ги погледнеме овие слики, имаме прв бран каде што имаме екстензија. И понатаму не би очекувале никаква екстензија, бидејќи веќе сме ја добиле во првиот бран. Доколку таа екстензија не се појави во првиот и вториот бран, тогаш големи се шансите дека ја имаме во третиот бран, каде што ќе ги продолжи тие низи и подоцна ќе стигне до финалниот пети бран. И секако, доколку имаме повторно 1, 2, 3, 4 и повторно тука немаме никакво продолжување, големи се шанси дека продолжувањето ќе биде во петиот бран, бидејќи многу вообичаено продолжувањето би требало да се јави во некој од случаевите.